Тоа сме повторно ние. Вашите пријатели. Секогаш кога сте среќни, вашата среќа ја делите со кој друг, ако не со вашите пријатели. Како ваши најблиски пријатели кои што секогаш се тука за да ве расположат, сигурно ги бројуваат и вашите домашни миленичиња. Времето поминато со нив е вистинска среќа за вас, а целосно исполнување за нив. После секоја секунда помината во игра со вашиот миленик, вие сте сигурно вистинска звезда за него. Денес ќе разговараме со човек кој ќе ни сподели многу интересни работи околу нашите миленици. Сигурно многу од вас и сакате да го слушнете. Тоа е Дресерот Ристе. Здраво, Ристе. Здраво, поздрав до вас. Благодарам на поканата за што ме поканивте во вашите емисии. Како прво би сакал те запрашам, од кога започна твојата љубов спрема милениците? Па, мојата љубов започна многу одамна, меѓутоа професионално почнав да работам од 1989 година. Се вработи во тогашната Југословенска народна армија. Таму беа моите почетоци со кучињата, таму учев, имав прекрасни наставници и од тогаш па до ден денешен професионално работам со дресура на германски овчар. Денеска работам во армијата на Република Македонија, во Центарот за дресура и одгледување на кучиња во Скопје. Ристе, според вас, кога е најдобро време да се однесе кучето на дресура? Па кај нас работиме со 5 раси. Се застапени 5 раси, и тоа ротвајлер, германски овчар, белгиски овчар, потоа лабрадорот и шерпојнинец, нашата домашна раса. Инаку ги работиме сите дресури од почетната за обезбедување на објекти, така наречената чуварска служба, потоа заштитна служба, значи кучиња за патрулирање, потоа работиме за земјотреси, за експлозиви, мини и сега агенда имаме за откривање на дроги. Меѓутоа уште не сме почнале со тоа. Колку време трае на вообичаена дресура? Па дресурата трае цел живот. Значи од неговото раѓање па до неговата смрт трае дресурата. Исто како човекот и кучето секој пат може нешто ново да научи. Нема куче се што знае и со текот на времето кучето постојано собира информација од надвор од нас и ќе заклучиме дека трае цел живот таа дресура. Да, но кога ќе го земат, кога ќе ви го донесат вас кучето, колку време вие го дресирате? Па во зависност сега може, значи дресурата да биде да одам и да го земам од собственикот од дома, да работам со него и да го враќам. Тоа е спрема мене подобар метод. Бидејќи во собственикот постојано има постојано знае докаде му е кучето, работам со него и дресурата е подобра, бидејќи мене ми е, да ви кажам искрено, потешко со собствениците на кучињата отколку со самите кучиња. И ако дојде кај мене дома, значи основната дресура трае од прилика најмалку месец дена, од месец дена па нагоре, меѓутоа од 40 дена не би требало да биде повеќе. Меѓутоа се зависи од собственикот како го чувал неговото куче, колку е тоа социализирано, дали пробал нешто да работи со него, па упропастил нешто, па морам поново од почеток да работам и така натаму. Колку е тешко да се научи едно куче на овие дресури? Па како што ги набројав намените на кучето, така е и тешкотијата за дресурата на едно куче. Значи најлесно е да се обучи чуварско куче, а најтешко од сите овие е да се обучи куче за пронаоѓање на минско-експлозивни средства, поточно само за мини. Колку е тешко да се научи едно куче на овие дресури? Па како што ги набројав намените на кучето, така е и тешкотијата за дресурата на едно куче. Значи најлесно е да се обучи чуварско куче, а најтешко од сите овие е да се обучи куче за пронаоѓање на минско-експлозивни средства, поточно само за мини. Како започна со дресурата, веќе ни кажу? Поблиско? Ристе, според вас, кој е најдоброто време со однесено куче на дресура? Па, дресура денеска се избегнува тој збор, бидејќи звучи некако многу сурово, како да кажам. И сега повеќе се застапува обука на кучиња. Со обуката се почнува од најмалата возраст, значи од кога ќе го земеме кучето во нашиот дом, и тогаш почнува обуката на неговото куче. И можам да кажам од искуство дека и
првите тие месец дена од кога ќе го донесеме куќето во нашиот дом, тогаш ни се најбитни и да го усмериме куќето во понатаму што сакаме да работиме со него. Што е со оној термин преддресура и дресура? Приеска напоменав, значи преддресура е или социализација денеска како што се вика, е самиот почеток на предфаза на дресурата, значи усмерување на куќето во дресурата. Тоа значи навикнување на куќето на разни препреки помали, навикнување на галами, навикнување на луѓе, навикнување покачување по некои скалички. Значи се она што ни треба за да немаме проблеми со него, со сам нашиот миленик. И кога тоа ќе помине, тогаш и некој како мене, значи на дресерот му е многу полесно тоа куќе да го обучи понатаму. Значи тоа ќе му дојде нешто како дете во градинка од прилика. Има многу од луѓето кои што сакаат да ги дресираат нивните миленичиња, но не сакаат да се разделат од нив. Што им препорачувате? Па во секој момент, во секој случај се извинуваме добро куќето да биде на дресура, значи да се обучи, разликата е огромна, зборувам ако тоа добро се направи, нели? И околу одделувањето на собственикот, тоа е многу мал временски период. Значи се работи, како што реков, приеска од 30-40 дена максимум, меѓутоа пожелно и за тие денови собственикот на куќето да доаѓа кај дресерот да има увид до каде е дресурата, он самиот да работи со куќето, за после да нема проблеми како може да настанат куќето, не ме слуша, па ќе поплаки по дресерот ќе дојде, куќето ќе работи, значи мора куќето да се навикне и на собственикот со тие нови команди што ќе ги научи тоа куќе. Многу често слушам од луѓето коментари дека кучињата не треба да се дресираат затоа што ќе го изгубат нивниот вроден карактер. Што мислите вие за ова? Па нема да изгубат ништо од вродениот карактер, бидејќи при дресурата се користи тој нивни карактер. Значи, што е куќето по-темпераментно, по-весело, толку е полесно за дресура. Најтешки кучиња за дресура се оние кучиња кои што се плашливи, кои што не се социализирани, како што напоменав приеска, значи тогаш имаме голем проблем, неповерливост према луѓето, тие се опасни кучиња во наводници. Меѓутоа, ова што ме прашавте, не држи вода, да кажам. Христе, што мислите за изреката опасни раси што се зборува во последно време? Дали постојат опасни раси или само опасни сопственици? Значи, постојат само опасни сопственици, има во Куманови одна викаат и таа многу е вистината, какав газда, такав пас. И тука има многу вистина, значи куќето и некој како мене го прави куќето такво како што е. Значи, нема лоши сопственици, се извинувам, нема лоши куќи, има само лоши сопственици. Дали може да се издресира погрешно издресирано куќе неговиот сопственик? Дали може тоа куќе од агресивно да стане питомо? Зависи што. Ако е погрешно издресирано, може да се среди, меѓутоа ако поради дресурата станало агресивно, тогаш нема враќање назад. Многу тешко. Христе, баш ме интересира, која е разликата помеѓу дресер за кучиње и психолог за кучиње? Па нема разлика. Нема разлика. Дресурата и психологијата се многу блиску, бидејќи секое куче е посебна единка за себе, исто како кај луѓето. Една дресура не можеме да наметнеме на едно куче и нема стандард во дресирањето. Значи секое куче си сака посебен третман. Значи мораме да му прочитаме психологијата на кучето, мораме да го знаеме неговиот карактер, однос спрема луѓето, спрема околината и тогаш започнуваме со дресурата. Бидејќи на почетокот на дресурата постои тој некој си вакуум термин, каде што се запознаваме со тие одлики на кучињата. Што мислите вие? Дали секој човек треба да се земе куче според неговиот карактер? Па, спрема неговиот карактер не може така да се каже, повеќе би рекол спрема неговата желба. Значи, секој човек си има своја желба, своја раса, да кажам, нели? И спрема тоа му треба и да се ориентира. И спрема условите што ги има за чување дома. Тоа е, спрема мене, најбитното нешто. Христе, како да го приспособиме домот пред да пристигне кучето во домот?
Па не би требало повеќе приспособување на домот, меѓутоа мора да внимаваме големината на расата да ја приспособиме спрема големината на дома. Не би препорачал да се чуваат големите раси во стан, да кажем, од 40-50 квадрати, бидејќи им треба простор на движење, па ќе дојде до буткање на столици, маси, вазни некои, ќе имаме проблеми. Тогаш препорачувам помала раса. Меѓутоа, ако имаме куќа, ако имаме двор, ако имаме поголеми, подобри услови за живење, да кажем, поголема квадратура, тогаш проблем немаме со изборот на поголеми раси на куќи. На кои работи треба најмногу да внимаваме? Па нема нешто посебно, значи мораме да внимаваме од кој ќе го земеме куќето на се. Значи од транспортот од кој ќе го земеме додека го донесеме дома, и како што кажав ви претходно, првите неколку дена и недели се најбитни за нашиот милени. Кога ќе го донесеме дома кутрето, значи мораме почесто да го изнесуваме надвор, за да се навикне на физиолошките потреби. Мораме почесто да го контролираме, да го гледаме што прави, како прави во дворот и да го усмеруваме. Го усмеруваме така што помалце на некој начин го подмитуваме со храничка, дали со некои звуци непожелни за него, значи да појаснам, кога нешто прави што не сакаме, може да земеме клучеви да пуштиме на подот да направат галама и кутрето да се уплаши од таа галама, и тоа е знак дека друг пат ако го прави она што го правил, меѓутоа тоа мора да биде во моментот на неговото делување, нели? И тоа му е знак ако нешто друг пат прави такво нешто, дека ќе му се случи нешто непријатно за него, и со тоа отстрануваме еден проблем помалце за нас. Меѓутоа, пак ќе напоменам, секоја казна, дали е тоа од јачина на звук, дали ќе го земеме и ќе го протресеме за кожичката, што ќе го направи неговата мајка кога е во опасност, значи за вратот позади, да го протресеме, да го пуштиме, мора да биде во моментот кога го прави она несакано дејство, да кажем, за нас. Нешто што не сакаме понатаму да го прави, да. А дали веднаш веќе треба да се започне со дресурата, уште од првиот ден, или треба да го ставиме да се приспособи 2-3 дена во домот? Уште одма. Оно ќе се приспособи. Сега најголеми грешки што ги правиме, 90% од кутрињата кога ќе ги донесеме, кога ќе ги одвоиме од неговата мајка и од неговата фамилија, да кажем, нели, со кој било до тогаш, и кучето ќе почне да цвили. Најголемиот проблем е што тогаш одиме да видиме зошто тоа цвили, бидејќи помалку е неиздржливо, цела ноќ ќе плаче, ќе цвили, ќе заива, ќе лае. Тогаш не смееме никако да отидеме кај него. Значи треба да издржиме. Може да направиме пак, како што кажав, некоја галама да тропнеме со нешто, да му го одземеме вниманието, да престане. Меѓутоа никако не смееме да одиме кај него, да видиме зошто цвили, бидејќи е стварно жално звучи, нели? Или па не дај Боже да му дадеме нешто храничка или водичка во тој момент. Тогаш тоа го поврзува со нашето последно дејство и ќе го имаме тој проблем многу повеќе, да, и во иднина. Христе, ова прашање сигурно многу нашите гледачи ќе ги интересира. Како да го приспособиме нашето куќе с физиолошките работи да ги извршува надвор од домот? Значи, од почетокот кога сме го земале куќето кој ќе го внесеме во дворот, пожелно е многу почесто да го изнесуваме надвор. Значи, зборуваме кога е во стан, нели? Значи, го изнесуваме од прилика на она место каде што сакаме да извршува физиолошки потреби, и пожелно е да бидеме стрпливи, неколку минути, па ако треба и до 1 час, тоа првиот пат да изврши таа физиолошка потреба. Откога тоа ќе го направи, значи, можно е да го наградиме кутрето со некоја храничка, со топол глас, со милување, значи да му кажеме дека тоа што го направил е добро и да го вратиме дома. Ако не се случи пак да не изврши физиолошка потреба дома, значи пожелно е да земеме некое средство, може и оцет со водичка растворено, за да го изгуби мирисот на местото каде што е извршена физиолошката потреба. Ако се работи за измет, потребно е да го земеме изметот и да го однесеме на она место каде што сакаме во иднина куќето да ни врши физиолошка потреба и да го однесеме таму.
и да го посматраме кутрето, бидејќи тоа има некој си ритуал, кога сака да врши нужда, вртење во место, се вознемирува, тогаш мораме одма да го изнесеме надвор, или пак ако започне да врши таа физиолошка потреба, пак повторно да направиме некоја галама, да свикаме нешто и одма да го изнесеме на она место, да. Значи да се избегне чинот. Христе, дали има нешто што ги заставивме, а би сакале да ни го кажете за крај? Па, од прилика би било се. Има многу, значи кинологијата е огромна, многу голема наука. Меѓутоа, со оглед на времето и на емисијата, има многу работи што треба да се кажат, меѓутоа... Ова се главните, се пак што ги кажавме. Да, ова е главното за почеток на дресурата на нашиот миленик. За крај ќе ве замолам еден апел ако може до нашите гледачи. Па, апел во последно време гледам многу напуштени куќиња по нашите улици, нарочно во нашиот град Велес, несоодветно и неадекватно чување на нашите миленици. Па затоа ги молам луѓето и идните сопственици на куќиња да не купуваат куќиња од некое помодарство, па потоа, бидејќи обично купуваме куќе за некого или поклон за некого, па потоа на тој што сме го купиле, нарочно тука спаѓаат и нашите деца, обврските не ги префрлаат нас, но бидејќи сите имаме проблеми со времето, секој пат ни фали време, тие куќиња ги пуштаме по улица, не ги гледаме, затоа апел до вашите гледачи, купувајте куќе и гледајте го до крај, бидејќи тој е единствен пријател што се купува со пари. Исто така, доколку немаат финансиски средства, може да се земат бездомно куќе да му го спасат неговиот живот, нели? Да, така баш. Благодарам уште за гостувањето во емисијата, пријатели. Фантастична наградна игра со Елит кафе до многу награди и пари. Купи го твоето омилено Елит, погледни во внатрешноста и можеш да освоиш многу награди. По 10 телевизори, фрижидери, машини за перење, аголни гарнитури, трпезариски маси и 10 пати по неверојатни 100.000 денари. Епа на здравје кафе со Елит кафе. Ви треба ли храна за вашето милениче? Униагро ви нуди балансирана храна со врвен квалитет по најниски цени од брендовите Маестро, Краки, Гуру, Мега. Најдобрата храна за вашите миленици од Униагро. Летале мечката и папагалот по авион. Папагалот и собратил на стюардесата. Тимури, ајде донеси ми кикири. Зошто и собраќаш така на стюардесата, не е убаво? А зошто да не даде отказ па да не избрка од авионот? Тимури, ајде, се уште ќе те чекам, носи ми кикири. По 20 на минути на мечката се припила сок. Ја побарала стюардесата, но таа не се појавила. Токму затоа почнала да вика: "Тимури, донеси ми сок!" На стюардесата и пукнал филмот, па ги изфрлила и двајцата низ авионот. Така па јајки мечката почнала да паничи. Леле, сега што ќе правиме? Еми ти ко не знаеш да леташ, кој ти е крив? Што току му се занесуваш на стюардесата? Гледајте ни наредната емисија во истото време на истото место. Чао. Чао, чао.